Добар ден, почитувани, вие ја следите најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Речи си да нема ништо пострашно за трудницата од неочекуваното вагинално крварење. Зошто доаѓа до вагинално крварење во бременоста? Дали е тоа секогаш опасно за бебето? Што доведува до крварење во бременост и дали секогаш има причини за страв? Разговараме со доктор Владимир Кишевски, гинеколог акушер. Останете на Телма, проследете ја Телма амбуланта и дознаете се за овој проблем во бременоста. Иако е застрашувачко вагиналното крварење за време на бременоста, воопшто не е ретка појава. Повеќето трудници веднаш ќе помислат на спонтан абортус, без разлика дали крварењето е точкасто или пак обилно. Но дали секогаш постои простор за грижи? На оваа тема денеска разговараме со доктор Владимир Кишевски, гинеколог акушер во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Ви благодарам за поканата во вашата емисија. Се надевам дека ќе успееме да објасниме повеќе состојби кои се поврзани со крварењето во бременоста и да помогнеме во решавање на дилемите кај трудниците. Крварењето во бременост е можеби еден од почестите симптоми. Колкав дел од трудниците ќе се соочат со крварење во бременоста? Што велат статистиките? Според некоја статистика се претпоставува дека околу 20% од бременостите се соочуваат со генитално крварење во тек на бременоста и тоа е еден симптом кој можеби најмногу ги плаши трудниците, предизвикува паника и голема неизвестност кај самата трудница. Често се случува пациентките да доаѓаат во ординација, во болница, во голема паника и она што најпрво сакаат да го слушнат, да добијат информација за состојбата на плодот, односно на своето бебе. Така, бидејќи веднаш помислуваат на спонтан абортус. Но во првото тромесечие, колку често се јавува оваа состојба? Бременоста се состои од 280 дена или 10 лунарни месеци. Знаеме, еден лунарен месец има 28 дена. Соодветно на тоа, бременоста е поделена и на 3 триместри, прв, втори и трет триместар. Првиот триместар трае од почеток на бременост до 14-та гестацијска недела, вториот триместар од 15 до 27 и третиот од 28 до 40 гестацијска недела. Соодветно на тоа и крварењата во бременост се поделени според триместри. Крварење во прв триместар, крварење во втори и трет триместар. Во кој триместар е најчесто крварењето? Најчесто е во првиот триместар и се смета дека околу 15% од бременостите кај пациентки до 35-та година, до 35-та година возраст, се соочуваат со генитално крварење во бременоста. Од 35 до 45 години возраст, околу 20% од бременостите, над 45 годишна возраст, околу 50% од бременостите се соочуваат со генитално крварење. Како обично изгледа крварењето во првото тромесечие? Дали е обилно, дали е точкасто, дали е оскудно? Каква е бојата? Крварењето зависи најпрво од причината, од состојбата која доведува до крварење во бременоста. Според количината може да биде оскудно, може да биде обилно и тука најмногу е поврзано со гестацијската недела. Значи, на почеток на бременост, доколку се појави крварење, очекуваме дека тоа е пооскудно. Во поодмината гестацијска возраст, пример над 10-та гестацијска недела, имаме пообилно крварење во споредба со раната првите недели од бременоста. Според изгледот, крварењето може да биде темно кафеаво. Обично на почеток на бременост се појавува такво крварење, потоа може да биде со светло-црвена крв, темно-црвена крв и така натаму. Причини за крварењето во бременност, особено во првиот триместар, како
најголема причина е спонтаниот заканувачки спонтан абортус. Покрај крварењето присутни се и други симптоми. Значи нема само крварењето не е само за себе показател за спонтан абортус, треба да има и дополнителни симптоми? Кога говориме за абортусите, може да се случи да има дополнителни, но не во сите случаи. Може да има дополнителни симптоми. Тоа е најчесто болката во долниот дел на стомакот, на абдоменот. А какво е крварењето ако се работи за спонтан абортус? Дали ќе биде обилно или пак и тоа не мора да значи? Како што рековме, во зависност од гестациската недела и зависно од кој тип на абортус. Разликуваме различни абортуси. Најпрво крварењето на почеток на бременост може да биде имплантационо крварење и тоа обично се јавува неколку дена пред очекуваниот менструален циклус и во одредени случаи е можеби единствениот знак за бременост пред лабораториски да ја потврдиме бременоста преку одредување на бета-ХЦГ хормонот. Понатаму... Само ќе се задржам туку уште малку. Значи, некои жени сметаат дека добиле менструација во првиот месец од бременоста. Дали е тоа можно, бидејќи крварењето, како што споменавте, се поклопува со оној овулационен период, тогаш настанува имплантацијата на ембрионот. Сега, добиваат менструација или не? Може ли да се добие менструација кога жената е веќе бремена? Менструација не може да се добие во бременост, меѓутоа има состојби кога ова имплантационо крварење, кога ќе се појави ова крварење, може во наредни циклуси, значи оние циклуси кои одговараат на менструалниот циклус, да се појави исто крварење кое наликува на менструалното крварење и тоа може да доведе до заблуда кај бремените жени. Едноставно мислат дека се појавило менструално крварење, но во тек е бременост. Некои тврдат дека постојано добиваат крварења во првото тромесече кога е периодот на овулација. Велат добив менструација, ја имав менструација. Тоа е имплантационо крварење. Значи имплантационо, тука да се разреши таа дилема. Значи не постои менструација за време на... Не постои менструација, не може да се случи менструација за време на нормална бременост. Така. Значи, имплантационото крварење, веќе го споменавте, тоа е претпоставам најчеста причина за крварење во првото тромесечие кај жените? Тоа се појавува обично 5 до 7 дена после оплодувањето или 5 до 7 дена пред очекуваната менструација. Значи, многу рано на самиот почеток на бременоста. Понатаму, како што напредува бременоста, може да имаме заканувачки абортус, крварење кај заканувачки абортус. Во тој случај се прави преглед, евалуација на бременоста и имаме интраутерино присутна бременост, гестацијски сакус, во кој може да се гледа, зависно од гестациската недела, ембрионални структури или плод понатака, после 10-та недела. Покрај заканувачкиот абортус, значи тоа е најчестата состојба кога сретнуваме крварење во првиот триместар. Може да имаме инкомплетен абортус. Значи тоа е кога веќе започнал абортус и сврлени се дел од овулоплацентарни маси, од самата шуплина на матката, но се уште останале дел од тие овулоплацентарни маси и тоа крварење може да трае подолго време, повеќе денови. Треба, значи, да се направи добра евалуација и препорачливо е во таква состојба да се направи ревизија на шуплината на матката. Тоа е инструментално чистење на шуплината. Друга причина за крварење е комплетниот спонтан абортус, кога целосно се изфрлаат сите продукти од бременоста, од шуплината на матката и обично во такви случаи нема потреба од дополнителни интервенции, инструментални интервенции.
Во првиот триместар... Само, докторе, ќе ги вклучиме гледачите да се од овој момент почитувани, емисијата ќе биде отворена и за ваши јавувања и за ваши прашања поврзани со оваа тема. Денеска зборуваме за крварења во бременоста. Значи, го споминавте спонтаниот абортус како една од причините за крварење во бременоста, но понекогаш има и состојби кои што не се толку загрижувачки, а доведуваат исто така до крварење. Една од причините за обилно крварење во бременоста е хематомот. Што е тоа хематом? Каде се јавува тој хематом? Хематомот е најчестата состојба која се сретнува ултрасонографски, при ултрасонографски преглед. Значи, онаму каде што има генитално крварење, тоа е субхориалниот хематом. Едноставно тоа е насобирање на крв помеѓу хорионската обвивка на плодот и дзидот на матката. Во подоцнежната бременост може да се создадат и поголеми хематоми кои може да доведат и до поголеми компликации, како што е, например, и одлепување на постелката, абрупција на постелка. И во однос на хематомот, тоа е зависно од ултрасонографскиот наод. Поврзано ли е тоа со хормонскиот статус на жената? Дали, да речеме, ако недостасува прогестерон во нејзиниот организам, ќе се јави вакво нешто или пак некоја друга причина стои за тоа? Познато ли зошто се јавува хематомат? Прогестеронот е најнеопходен хормон во бременоста и до 10-та недела неговата продукција е од страна на жолтото тело, корпус лутеум. Значи, тоа се формира на самото место каде што настанала овулација, каде што прснал зрелиот фоликул и се изфрлила јајцеклетката. Понатаму, во тек на бременоста, доаѓа до формирање на жолто тело на бременоста, кое што продуцира прогестерон. Прогестеронот е многу важен хормон, затоа што доведува до структурни и функционални промени во ендометриумот и до така наречена децидуализација. Ендометриумот во бременост го нарекуваме децидуа. Значи, тоа е внатрешниот слој од шуплината на матката, каде што се всадува бременоста, бластоцистата и понатаму продолжува да се развива во ембрион. Исто прогестеронот... За постелката добро да се развија, важно е тоа? Важно е за имплантација, раст и развој на ембрионот. И понатаму на плодот. Значи, исто прогестеронот доведува и до регулација на растечките фактори, кои се важни за акцептирање на оплодената јајцеклетка, делува и на цитокините, тоа се медиатори на инфламација, така да доведува до инхибиција на тие така наречени ТХ2, стимулација на ТХ2 цитокини, инхибиција на ТХ1 цитокини и на тој начин ја одржува бременоста. Токму затоа понекога се дава прогестеронска терапија, но за тоа ќе проговориме подоцна во емисијата, кога има потреба за неа, а кога не, ќе му дадеме предност на гледачот. Добар ден! Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден, вака, имам едно прашање до докторот. Така, повелете. Сега не знам дали е строго стрикно до темата, ама ќе се надевам дека ќе може да ми помогне. Доктора, пред еден месец е правено инвитро, точно еден месец, значи моментално нема крварење, бетата стагнира, значи растеше до одреден период 100, 200, 300, 500, 600, 700 и стагнира. 680, 700, 720. Сега сакав да ве прашам што следува понатаму. Во консултација со докторот, бидејќи моментално мојот доктор е отсутен, ми кажа дека може да се случи до вонматерично или до спонтан абортус. Али моментално ќе повторам, значи нема ни болки, ни крварење. Точно еден месец од трансфер. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, што би советувале во оваа ситуација? Бета-ХЦГ е хормонот на бременост и нормално е во рок од 48 часа да се зголемува минимално за 60%. Значи од претходната вредност. Како што кажа пациентката, тука имаме така наречено плато на вредноста на бета-ХЦГ, значи немаме нормален пораст.
Во ваков случај останува експектативно да се следи состојбата, како што кажа 4 недели од трансферот, интраутерино со помош на ехо, ултрасонографски, потребно е 5 гестацијски недели за јасно да се види гестацијски сакус, така да мислам добро е да се почека уште неколку денови. Не е лошо да се направи повторно бета-ХЦГ, титар на бета-ХЦГ и да се утврди дали има интраутерина бременост или не. Значи да се почека уште малку и да се направи уште еден. Така. Веќе гледачката спомена вонматерична бременост. Што е тоа вонматерична бременост? Каде се всадува ембрионот во тој случај? Бременоста нормално се всадува во шуплината на матката. Значи, оплодувањето настанува во јајцеводите на матката, во ампуларниот дел на јајцеводите и во рок од 3 до 5 дена оплодената јајцеклетка, значи патува низ јајцеводот и се имплантира, се всадува во зидот на матката. Доколку не се случи овој нормален процес, односно нема всадување во шуплината на матката на нормална локализација, може да размислуваме за вонматерична бременост, за екстраутерина бременост. Значи, тоа е секоја бременост која што почнува да се развива надвор од шуплината на матката. Најчесто, во 90% од случаите, тоа е, ја викаме, тубарна бременост, значи во јајцеводот се развива, во јајцеводот и може да доведе понатака до една опасна состојба, тоа е руптура на прскање на јајцеводот со појава на обилно крварење во самиот стомак, во карлицата и е придружена со повеќе симптоми, јака болка во долниот дел на абдоменот, доколку има поголемо крварење во абдомен, може да се појави болка во рамена, тоа е така наречениот знак на френикус. Така да тоа е една несакана состојба во бременоста. Која што мора да се реши по хируршки пат или има и други решенија? Има повеќе решенија за таа состојба. Покрај тубарната може да биде оваријална, значи на самиот јајник да се појави бременоста, може цервикална, во каналот од грлото на матката да се развива, може и абдоминална, која е исклучително ретка. Ќе има некакво вагинално крварење, доколку не е имплантиран ембрионот на вистинското место? Ете, во таков случај, доколку немаме пораст на бета-ХЦГ, доколку се појави едно плато или па намалување на хормонот на бета-ХЦГ, може да дојде до луштење на ендометриумот и појава на крварење. И тоа често се случува кај вонматерична бременост. Третманот, спомнавте, може да биде различен од експектативен третман преку медикаментозен третман до хируршки третман. Експектативен е обично кај оние вонматерични бременности, каде тој гестацијски сакус е мал, вредностите на бета-ХЦГ се ниски, може да се дозволи експектативен менеджмент на таа бременност, но сепак треба пациентката да има во предвид, доколку се појават јаки болки, да се јави веднаш во болница. Да не чека во таков случај. Докторе, а дали може гинеколошки преглед да предизвика крварење кај трудницата? Гинеколошки преглед може да предизвика. Обично тоа настанува поради во случај кога имаме инфламација, воспаление на грлото на матката, понатаму приземање на брисеви, исто така, тоа е контактно крварење. Ткивото на грлото на матката е по-фрагилно во тек на бременоста, поради хормоните на бременоста, така да може да дојде до крварење од тие капилари кои се под самиот епител на грлото на матката. Исто може да бидат причина и полипи
на грло на матка, варикозни вени, проширени вени на ѕидот на вагината, на вулва, може да бидат причина за крварење. Значи, тоа се оние состојби кои не се поврзани со заканувачки, спонтан абортус и така натаму. А дали сексуалните односи може да доведат Исто до крварење? сексуалните односи, значи и во тој случај контактно е тоа Исто крварење. така е тоа контактно. Така, кога зборуваме за крварењата во првото тромесечие, дали тие секогаш треба да бидат третирани со одредена терапија, како што е хормонската прогестеронска терапија? Дали секој крварење бара третман? Еве, кај овие контактни крварења не мора да се дава прогестеронска терапија, но рутински сите гинеколози даваат прогестеронска терапија, а во онаа состојба кога имаме заканувачки, имаме јасна симптоматологија дека станува збор за заканувачки абортус, или па гледаме на ехо дека постои ретрохоријален, субхоријален хематом, неопходно е давање на прогестеронска терапија. На кој начин се дава оваа терапија? Единствениот третман. Може да се дава интрамускулно во вид на инекции, но може да се дава и перос, и интравагинално. Да, постојат различни препарати за интравагинална употреба, за перорална употреба и така натаму. Обично колку долго се земаат? Зависно од состојбата. Се препорачува доколку е тоа крварење во првиот триместар од бременоста до 12-та недела да се користи прогестеронот, а понатаму самиот гинеколог ќе одлучи дали има потреба или нема потреба да се продолжи. Прогестеронската терапија може да се користи до 36-та гестацијска недела, но спомнав според потребите. А може да предизвика некакви несакани ефекти? Прогестеронот како хормон секако дека може да предизвика, но ретки се тие несакани ефекти. Едни од симптомите, несаканите ефекти се главоболка, задржување на течност и чувство на надуеност, вртоглавица, нервоза и така, и други симптоми. Дали прогестеронската терапија може да спречи спонтан абортус? Прогестеронската терапија и затоа ја ординираме за да ја одржиме бременоста, да го спречиме заканувачкиот абортус, но не секогаш е доволно ефикасна. Така да не може апсолутно да мислиме дека прогестеронот ќе го сопре, например, еден абортус, но според многу студии утврдено е дека во секој случај прогестеронот помага, но не во некој голем процент. Значи не е чудотворен? Не е на што очекуваат жените дека доколку крварат и земат прогестеронска терапија, со сигурност бременоста ќе биде задржана, тоа не е возможно. Што е со оние кои што имаат хемиска бременост, докторе? Што е тоа хемиска бременост и дали таа е проследена со крварење во првото тромесечие? Се проценува дека една од 8 бременности е биохемиска бременост. Тоа е состојба биохемиска, се извинувам. Да, тоа е состојба кога имаме покачена вредност на бета-ХЦГ, на хуманиот хорионски гонадотропин, но немаме клинички утврдена бременност, односно на ехо не сме утврдиле постоење на гестацијски сакус во кавумот, во шуплината на матката. Многу често таа биохемиска бременност и не се забележува од страна на самата жена. А што е тоа моларна бременост? Моларната бременност е абнормална бременност. Се карактеризира со пролиферација на трофобласно ткиво. Тоа е една поспецифична состојба, ретка состојба е, но се појавува. Моларната бременност е поврзана со хромозомски аберации. Значи, тие хромозомски аберации може да бидат од страна на јајцеклетката, може да бидат од страна на сперматозоидот или па може да настанат кај самиот зигот,
Тоа е фаза од развојот на оплодената јајцеклетка, зигот, па бластоциста, па ембрион и така. Значи, може да настанат тие хромозомски аберации и кај самиот зигот во една од фазите на делба. При тоа се разликуваат, тоа е така речено болест на постелката. Се разликуваат две моларни бременности, комплетна моларна бременност и парцијална моларна бременност. Кај комплетната хромозомите се исклучиво од патернално потекло, значи од таткото, и тие се со диплоиден број. Кај парцијалната и кај моларната бременност нема развој, воопшто нема развој на ембрион, на зачеток, туку има развој само на плацентарно ткиво, кое продолжува да расте неконтролирано и ултрасонографски во тој случај забележуваме појава на цисти во самата постелка или така наречен знак на снежна бура. Тоа така го нарекуваме. Во денешно време рано се забележува тоа. Да, ќе биде проследено со крварење? Проследено е со крварење и препорачливо е колку што е можно порано да се заврши таа бременност, односно да се направи евакуација на моларното ткиво. Кај парцијалната бременност, значи исто имаме промени, тоа е со триплоиден карактер бременност, но има и ембрион, за разлика од комплетната мола, кај парцијалната има ембрион, но тие бременности многу често завршуваат со така наречен мист аборшен, ретениран абортус, односно кај плодот престанува срцевата акција. И потоа следува евакуација, но може во абортус. меѓувреме да се појави и генитално крварење. Значи и оваа состојба исто така е поврзана со генитално крварење. Има, како што веќе опишавте, навистина многу состојби кои што може да доведат до генитално крварење, до вагинално крварење кај жената во првото тромесечие. Сега вела дека во второто тромесечие е поретко се јавува вакво крварење, но пак причините се посериозни. И сега што тоа значи? Поретко. Ретки се тие крварења во второто и третото тромесечие од поретки се во однос на крварењата во првото тромесечие. Исто така во второто и третото тромесечие крварењата најчесто се поврзани со проблеми поврзани со постелката, со плацентата. Две најчести состојби каде што се појавува генитално крварење во второ и трето тромесечие се плацента превија и абрупција на постелка. Плацента превија тоа е абнормална плацентација на самата постелка. Кога постелката е поставена, да речеме, ниско. Ниско, па и самиот термин превија. На пациентките така им се соопштува дека плацентата им е ниско поставена. Да, ниско поставена и самиот термин превија значи дека предничи самата постелка пред плодот. Според поранешна класификација постојаа 4 типови на плацента превија. Тоа беа тотална плацента превија, кога плацентата целосно го покрива внатрешното устие на грлото на матката. Парцијална плацента превија, кога делумно го покрива грлото на матката. Маргинална, кога долниот раб од постелката допира до работ на устието од грлото на матката, и ниско поставена постелка, чиј долен раб се наоѓа на растојание помало од 2 см од устието на грлото на матката. Според новата класификација има две поделби: тотална плацента превија и сите други состојби се означуваат како ниско поставена постелка. Ризично е тоа за преминоста? Тоа е ризична состојба, најчесто се јавува после 20-та гестацијска недела и потребно е најпрво да се направи целосна евалуација на бременоста, да се утврди дали е тоа обилно, дали е оскудно,
крварење, да се направат лабораториски анализи, да се направи Значи хемостаза. различен тип на крварење може да се јави во доколку е плацентата ниско поставена, може да биде и оскудно и обилно крварењето. Така и А доколку се јави веќе такво крварење, може временоста да продолжи или не? најнеопходно е да ја процениме состојбата на плодот. Доколку плодот е загрозен и имаме виабилна бременост, тоа за виабилна бременост ја сметаме бременоста над 24-25 гестацијска недела, кога плодот е способен за живот. Пред тоа е малку дискутабилно дали може да преживее. Во тој случај, доколку има обилно крварење, доколку процениме дека плодот е загрозен, мора да се заврши таа бременост. Породувањето најчесто е со царски рез, значи особено кај тотална. Во денешно време и штом има ниско поставена постелка или плацента превија, исклучиво породувањето е со царски рез. Меѓутоа има состојби кога се појавило оскудно крварење, ултрасонографски ќе утврдиме дека станува збор за плацента превија, може да почекаме, значи да ја следиме таа бременост, доколку се работи за помала гестацијска недела, да почекаме да созрее плодот и во 36 до 37 гестацијска недела може да се заврши таа бременост. Обично кај плацента превија крварењата се повторуваат. Значи после првото крварење, после извесен период се појавува и второ и трето крварење и така. Меѓутоа, спомнав, доколку тие крварења се оскудни и плодот е во добра состојба, во добра кондиција, може и да се почека. Секако таа пациентка треба да ни биде под еден зголемен мониторинг. Докторе, има уште една сериозна состојба поврзана со плацентата, веќе ја споменавте, абрупција, односно одлепување на постелката. И тоа е исто така состојба која што ќе се манифестира со одредено вагинално крварење. Так. Па како изгледа крварењето и дали е проследено со некои дополнителни симптоми? Значи, и кај плацента превија и кај абрупција на постелка има крварење. Кај одлепување на постелката, кај абрупција, во 80% од случаите се појавува крварење, но може и да не се појави крварење, а да се формира хематом зад постелката. Разликата помеѓу клинички во однос на симптомите, помеѓу плацента превија и одлепување на постелката, абрупција на постелка, е во болката. Кај плацента превија немаме болка, додека кај абрупција на постелка се појавува болка во долниот дел на стомакот, може и во сакралната регија, во крсната регија. Тоа клинички, значи од почеток може да разграничиме дали се работи за плацента превија или абрупција, но во секој случај треба да се направи целосна евалуација и во зависност, значи се прави ултрасонографски преглед, лабораториски анализи, хемостаза и одредување на состојбата на плодот, во каква кондиција се наоѓа плодот. Одлепувањето на постелка може да биде парцијално, значи може дел од постелката да се одлепи, но може да биде и комплетно, кога целата постелка се одлепува. Опасно е тоа за плодот? За фетусот? Доколку дојде до целосно одлепување на постелката, тоа е итна акушерска состојба и мора бременоста веднаш да се заврши во рок од неколку минути, 3 до 5 минути. Тоа Значи тоа е ургентна состојба? Ургентна, исклучително ургентна состојба во бременост, но споменав доколку има парцијално одлепување на постелката и плодот е во добра кондиција, може таа пациентка да се хоспитализира и да се следи континуирано. Значи обавезно мора да се следи состојбата на плодот, доколку дојде влошување, итно мора да се породи. Докторе, колку време треба да помине помеѓу две бременности, доколку првата завршила со царски рез? Препорачливо е да поминат 2 години и тоа е поради лузната на самиот утерус, на самата матка од претходниот царски рез. Значи, постои можност, доколку брзо после
првото породување со царски рез дојде до втора бременост, нормално знаеме матката расте, се растегнува, може да дојде до руптура, до прскање на лузната од претходниот царски рез и појава на обилно интраабдоминално крварење, значи во самиот стомак. Има екстремни случаи, многу се ретки. Има и вагинално крварење во тој случај? Да, се појавува и вагинално крварење. Има екстремни случаи кога и целиот плод може да излезе, значи во самиот абдомен може да излезе од матката во абдоменот. Значи треба да се почекаат Треба да се најмалку почека 2 години помеѓу две бременности. И тоа е еден од ризик факторите за плацента превија. Да. Доколку плацентата се почне да се развива на местото на лузната? Така, тоа е непосакувана состојба во бременоста, затоа што ресичките од самата постелка, хорионските ресички, може да враснат подлабоко на местото од лузната, од претходниот царски рез и понатаму да дојде до голема компликација во текот на самото раѓање. Значи, тука има повеќе состојби, доколку постелката се всади подлабоко, обично во децидуалниот слој се всадува, но доколку се всади подлабоко, а на местото каде што има лузна не се развива децидуа, така да во тој дел може да врасне подлабоко. Има различни состојби, тоа се плацента акрета, инкрета и перкрета, во зависност од длабочината на продирање на хорионските ресички. Значи, при самото породување, кога се породува и постелката, може да дојде до обилно крварење, доколку има подлабоко всадување на тие ресички од постелката во самата лузна од претходниот царски рез. Така, затоа нели советуваат гинеколозите дека природното спонтанно породување можеби е најдобриот начин да се заврши бременоста, секако доколку има простор за тоа и нема одредени компликации. Што е со уринарните инфекции кои што се явуваат често за време на бременоста? Дали тие може да доведат до некое вагинално крварење? Уринарните инфекции се почести во тек на бременоста. Тоа е поради намалениот имунитет, природно кој се појавува кај бремената жена. Предизвикувачи на уринарните инфекции се истите кои предизвикуваат и вон бременоста. Најчесто тоа е Ешерихија коли, но може и други бактерии да бидат, како што се псевдомонас, клепсиела, уреаплазма и така натаму. Ретко, но може да доведат до компликации на бременоста. Имено ако самата инфекција, уринарна инфекција, се прошири во горниот дел на уринарниот тракт, значи таа почне да се шири асцендентно, може да доведе до појава на пиелонефрит, акутен пиелонефрит, воспаление во бубрегот, па и до појава на апцес, загнојување во самиот бубрег. Тоа е состојба која што може па од друга страна да доведе до предвремено породување и до компликации на самата бременост. Близината на уринарниот тракт и на гениталниот тракт дозволува миграција на бактерии и на самата инфекција. И тие бактерии затоа и се прават микробиолошки брисеви во тек на бременоста, најчесто уреаплазма и микоплазма, може да доведат и до предвремено прскање на плодовите обвивки. И во тој случај може крварење да се појави. Штом дојде до предвремено прскање, доаѓа и до предвремено породување. Така да уринарните инфекции можат да комплицираат бременост, но не се толку чести тие компликации. Така, бидејќи редовно следат трудниците и урини испитуваат и се решаваат навремено овие проблеми доколку се јават, а дали појавата на вагинално крварење понекогаш може да биде прв знак дека породувањето започнало? Да, гениталното крварење се појавува во многу состојби.
Значи споменавме некои од нив, но може да се појави и при дилатација на грлото на матката, отворање на грлото на матката, прскаат капилари и доаѓа до крварење при самото отворање на грлото на матката и тоа Како изгледа тоа крварење? Тоа крварење може да биде најразлично и светло црвена боја, може да биде темно црвена боја, може да биде кафеаво и така натаму, но доколку имаме крварење, особено во втори, трет триместар, она што ние го размислуваме гинеколозите, една од причините е и тоа предвременото породување, односно предвременото отворање на грлото на матката. А дали на временото породување може да започне на ваков начин? Со прскање на капилари при ширењето на грлото на матката, дали е нормално? Може да се појави крварење, но секако треба да се направи евалуација и да бидеме сигурни дека е тоа крварење од самото грло на матката. Не е од погорните делови. Погорните делови, горниот сегмент на матката, или не е од самата постелка. Затоа што споменавме, може да се сретне и кај одлепување на постелка, која што е многу посериозна состојба. Значи, секој крварење што ќе се јави, секој вагинално крварење што ќе се јави за време на бременоста, е неопходно да биде проследено со гинеколошки преглед. Значи, жената треба веднаш да се јави кај својот матичен гинеколог или кај било кој тоа е обавезно. гинеколог. Секоја пациентка која ќе примети генитално крварење, неопходно е да се јави кај својот гинеколог и да се направи целосна евалуација, за да се утврди итноста на таа состојба. Значи се прави преглед под спекулум, се прави ехо на самата бременост, лабораториски анализи, евалуација на самиот плод, на состојбата на плодот и така. Колку често се јавуваат трудниците поради крварење за време на бременоста кај гинекологот? Еве, како е вашето искуство? Скоро секоја трудница која ќе искуси таков симптом се јавува на преглед. Мислам дека сите се во паника, претпоставувам. Сите трудници се јавуваат и доаѓаат со голем страв, во паника и како што споменав на почетокот, се нестрпливи, сакаат веднаш да ја знаат состојбата на плодот. Веднаш инсистираат да се направи ехо преглед и да потврдите дали чука срцето на плодот, дали е се во ред. Немам забележано некоја трудница која има генитално крварење да не се јавила на преглед. Значи нема рамнодушност во една ваква ситуација. Дали кај жените кај кои што се јавило безопасно вагинално крварење во првиот триместар од бременоста, може да го искусат истото искуство и со втората и со третата бременост? Може да се појави, како што спомнавме, постојат, ајде така да ги кажам, банални причини за крварењето, како што е контактното крварење, постојање на полип на грлото на матката, инфекција, вагиналните инфекции, воспалението на грлото на матката, варикозни вени исто така може да доведат до крварење и може тоа крварење да се повторува и во секоја наредна бременост. Не мора да значи, но може да се појави. Да. А дали советувате трудниците кои што се соочиле со едно вакво искуство, зборуваме за безопасно крварење, да мируваат? Мирувањето го препорачуваме, но многу студии покажале дека ефикасноста, тоа што го викаме bed rest, не е многу, не помага многу во однос на сопирањето на тоа крварење. Меѓутоа, потребно е да се мирува, особено во тие денови кога е активно тоа крварење. Не споменавме и друга состојба, тоа е карциномот на грлото на матката. Значи, во тој случај може да се појави крварење во тек на бременоста. И затоа инсистираме кај секоја трудница да имаме наод од Папа Николау тест, ПАП тест. Доколку не е направен пред започнување на самата бременост, препорачливо е тоа да се направи на почетокот од бременоста. Значи може се направи ПАП тест
земање примерок од грлото на матката во почетната бременост, така? Во почеток Бидејќи тоа звучи прилично необично за трудниците. Тие не сака да биде чепкано грлото на матката, а оттаму се зема нели присот. Може, да. Тоа се Може ли тоа да доведе потоа до крварење некакво? Може да доведе до крварење затоа што се зема со четкица и доколку тоа ткиво е по-нежно, по-фрагилно, може да се појави крварење, но тоа е обично оскудно, точкасто така. Крварење. Ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден за него. Ало. Во програма сте, повелете. Добар ден. Повелете, го очекуваме вашето прашање. Поздрав до докторот и до вас. Ви благодарам. Едно прашање сега. Малку е ван темата, ама мора да се консултираме со докторот. Ајде, да го слушнеме. Станува збор за во менопауза влагамо и дали има проблем миомот и ендометриум кај мене, имам обилно крварење. Дали може да направи за време на менопаузата проблем? Дали може да направи миомот проблем за време на менопаузата, да, и ендометриум имам, да. Ендометриоза предпоставувам. Да. Ендометриоза. Да немате никој подпрашање, само докторе? Ви благодарам. Колку време? Ја само докторот има подпрашање, бидете уште малку на линија. Колку време наназад пациентката нема менструални циклуси? Колку време наназад немате менструални циклуси? Редовно ја имам, а меѓутоа 7 дена ми трае. Аха, значи вие сте сега во перименопауза, предпоставувам. Во перименопауза сте, имате менструални циклуси, но се обилни и долго траат, имате и миом, па прашањето ви е што понатаму. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Да. Повелете, докторе. Добро, очигледно тука станува збор за перименопауза и тие симптоми кои ги кажа пациентката се многу чести во перименопаузалниот период, затоа што доаѓа до нарушен баланс на хормоните. Тој перименопаузален период може да трае и полого време, кај одредени жени и 10 години може да трае, но кај други жени може да трае и 1 година. Се карактеризира со обилни крварења, затоа што често во тој период нема овулација, изостануваат овулациите, па продолжува да делува на ендометриумот исклучиво естрогенот, без да биде опониран од прогестерон, така да доаѓа до пролиферација, задебелување на ендометриумот, слојот внатре во матката, а потоа до неправилно луштење на тој слој, така да тие крварења може да бидат и обилни и продолжени, долготрајни. Исто така миомите може да бидат причина за обилни менструални крварења. Зависно од локализацијата на миомите, најмногу компликации во тој поглед прават субмукозните миоми кои се наоѓаат во шуплината на матката, додека па интрамуралните во самиот зид на матката и субсерозните, оние кои се наоѓаат на горниот дел од матката, поретко прават компликации од тој тип. Кога жената ќе влезе во менопауза, може ли да се надева дека проблемот со миомите ќе се намали или пак сосема ќе исчезна? Миомите се зависни од естрогенот. Така. Кога жената влегува во менопауза, нивото на естрогенот веќе се намалува и во тој постменопаузален период е на ниско ниво, така да се очекува тие миоми да се намалат. Не споменав во тој перименопаузален период, значи се уште жената е во репродуктивен период, доколку дојде до големо задебелување на ендометриумот, на слојот внатре во матката, треба да се направи диагностичка кератажа. Да се отстрани тој слој. Кај многу обилни профузни крварења се прави и тераписка кератажа. Значи истата кератажа може да биде. Може би тоа го имаше гледачката, така. Да. Тоа се прави за да исклучиме некои посериозни состојби. Така. Затоа што ултрасонографските знаци, знаците на ехо, кога сретнуваме дебел ендометриум, се преклопуваат. Може да значи пролиферација, едноставно задебелување на ендометриумот, но може да значи и посериозна состојба, малигно заболување. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, за сите појаснувања кои што ги дадовте поврзани со крварењето за време на бременоста, вагиналното крварење. Претпоставам дека ќе биде од корис за сите оние кои што следеа емисијата пред се на трудниците.
Ви благодарам за вашата покана во емисијава и се надевам дека разјаснивме повеќе состојби и дилеми. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.